Добар ден, ученици! Викам Наташа Стануевска и сум наставник во Средното гимназиско училиште Панче Арсовски од Скопје. Денешната наставна единица им е посветена на учениците во гимназиското образование од прва година. Денес ќе зборуваме за националниот, општонародниот јазик, за дијалектите на националниот јазик, но и за стандардниот нормиран јазик. Што подразбираме под поимот национален или општонароден јазик? Тоа е јазикот на кој зборуваат сите припадници на еден народ или една нација и тој е нивниот мајчин јазик. Овој јазик е сврзан со територијата на која живеат сите зборувачи на тој јазик, на историјата на народот или на нацијата и ги сврзува сите зборувачи на тој јазик. Па така, например, македонскиот јазик е национален, општонароден јазик за сите македонци. Националниот јазик има две пројави: нестандардна пројава и стандардна пројава. Нестандардната пројава на националниот, општонародниот јазик ја среќаваме во секојдневната комуникација, односно во неофицијалната употреба на јазикот. Таа се карактеризира со незадолжителен изговор на гласовите, со едноставни и често непотполни реченици, со лексика со изразито експресивна вредност и богата фразеологија. Нестандардната пројава на националниот јазик најчесто пак се изразува во говорена форма. Во пишувана форма ја среќаваме во писмата до роднините или пријателите, во пораќите испратени по телефон и во последно време најчесто на социјалните мрежи. Нестандардната, неофицијалната употреба на националниот јазик функционира пред се преку дијалектите, односно народните говори. Под дијалект се подразбира основната колективна пројава на еден народен јазик. Таа е својствена за група зборувачи на јазикот на една дадена заедница. Дијалектот се јавува како резултат на територијалното раслојување на јазикот и представува специфична карактеристика на група зборувачи обединети на географски, историски и општествен план. Дијалектот е посебен јазичен систем кој се карактеризира со свои специфични фонетски и лексички особености. Дијалектите имаат своји норми и покрај тоа што тие не се пропишани од никого, туку едноставно до нив се дошло или пак се доаѓа врз основа на јазичните навики на зборувачите од соодветната група. Под поимот диасистем подразбираме целина од дијалекти со делумно иста структура. Диасистемот го сочинуваат групата на дијалекти на еден национален јазик. Во рамките на нестандардната пројава на општонародниот јазик исто така функционираат и социолектите, каде спаѓаат жаргонот, сленгот, арголексиката, односно говорот на одделни групи луѓе: ученици, студенти, војници, наркомани, деловни луѓе и слично. За разлика од нестандардната пројава, стандардната пројава на националниот јазик представува официјално средство за комуникација. Стандардниот или литературен јазик е нормирана разновидност на општонародниот јазик. Тоа е стабилизирана наддијалектна форма задолжителна за припадниците на дадена општествена заедница. Стандардниот јазик се изградува врз основа на еден или група дијалекти на даден јазик. Стандардниот јазик е официјален, службен јазик кој ги обединува сите припадници на една нација и представува нејзина препознатлива карактеристика. Стандардниот јазик е нормиран јазик, односно тој подлежи на правила и норми пропишани од јавни институции задолжени од општеството за таа дејност.
Стандардниот јазик се употребува во сите сфери на современата комуникација. Во уметничката и во научната литература, во администрацијата, во училиштата, во радиото и телевизијата и секако во сите области на јавното општење. Стандардниот јазик исто така се среќава и во неофицијална употреба како еден вид на издигната културна форма на општонародниот јазик и функционира во дадени говорни ситуации во кои нестандардните пројави не обезбедуваат успешна комуникација. Терминот литературен јазик се употребува многу почесто од терминот стандарден јазик и покрај тоа што имаат исто значење. Литературниот, стандардниот јазик пак исто така се јавува во две своји форми – говорена и пишувана. Говорената форма се реализира преку правила со кои се нормира задолжителен изговор на гласовите, односно правоговор, и преку граматички правила и стандардизирана лексика. И пишуваната форма исто така се реализира преку правописни правила кои што се утврдени со правописот на стандардниот јазик, преку задолжителни граматички правила и преку општо прифатена стандардизирана лексика. Тоа беше се за денешната e-училница. Ви благодарам на вниманието и довидување.